Добре дојдовте во Надкаст, јас сум Љупчо Светановски. Имам чест денеска мој гостин да биде Бранислав Светозаревиќ Покорни, архивист, историчар, голем родолюб, патриот, писател. Добре дојде. Добре, најдобро, благодарам што ме повика во Надкаст. Бранислав, имаме и повод директен, 75 години од Државниот архив, не бадијала велат столбот на една држава е државниот архив. Така, на македонското битие, да. може да се каже така, слободно. Таков и насловот и мотото на овој јубилеј, исто и насловот на монографијата што ќе излезе. Имав чест да бидам дел од екипата која го работеше тоа. И тоа е навистина една институција која треба да има посебен третман во државата со оглед на тоа дека сите документи поврзани со клучните историски настани, со востанијата, со сите напори на многу генерации кои се бореле за идејата на Македонија, се тука во Државниот архив. Исто така, тука се сите оние документи создавани од институциите во државата, вклучувајќи ги од локалната управа до министерствата, владата, председателот на државата. Тука се исто така и важни документи поврзани со животот на, тоа се лични фондови, семејни фондови на познати личности кои креирале не само политика, туку и култура, наука, се она што ова држава во минатото создавала. Така што би рекле дека сите документи лични на државата се там. Така. Професоре, ве препознаваат многу и по еден момент кога едни бугарски новинари, не случајно сите знаат дека се од службите, ги замолкнавте, се фатија со некого што не требаше, зборуваа работи што не ги познаваа, буквално кажано ги замолкнавте, но во меѓувреме вие не застанувате творите. Јас се сеќам како вчера да беше првиот том од книгата која што ја држите в раце, односно првиот кој го промовиравме. Да. Реално години се во прашање, но вие не застанувате. Во меѓувреме, освен новинарите, успеавте да ги замолкнете и бугарските академици и историчари. Зборуваме за оваа ваша книга, да. Зборуваме за писма на Љубомир Милетич до Афанасиј Маселишчев. Во превод, новинарски кажано, демистификација на една голема бугарска мистификација, една лага, на која што, кажано народски, се шлепаа и продаваа некои пувки, да не речам повторно народски, но нешто што вие го откривте дека па и не било баш така. Токму тоа, ова мистерија, да речеме, на некој начин, која траеше 95 години и која многу ја збунуваше и македонската наука и јавност, конечно го покажа своето лице преку истражувањата кои ги направивме заедно со колегата Драган Јачовски, и во оваа прилика да се заблагодарам на таа соработка. Имено уште пред 12-13 години јас забележав, не повеќе, 15 години, при мојата работа на докторатот, кој има наслов Македонците во Тетово од Алатурка до Алафранга, еден многу специфично истражување за историјата на секојдневието. Неминовно дојдов и до книгата на познатиот славист Селишчев од Советскиот сојуз, која има напишано книгата Полог и неговото бугарско население, објавена 1929 година. Јас ја има дома во оригинал и кога почнав да ја читам, веднаш забележав дека има големи недоследности во користењето на научните сознанија. Во текстот се препознава еден голем научник, но не соодветствува со фуснотите. Так. И во фуснотите видов дека се користат извори кои се поврзани со научници кои пред него работеле од светот, а кои забележале дека јазикот на македонците е различен од оној на бугарите.
И тоа некако беше тенденциозно, па потоа почнав се обидов да најдам што повеќе податоци за Селичев, па потоа уште една недоследност, тоа е кога фактички испадна дека претходниот наслов му се вика Очерки по македонској диалектологија. Вторава книга е Полоки неговото бугарско население, а третата му е книга за словените во Албанија. Значи еднаш се македонци, еднаш бугари, еднаш словени. И тогаш веќе ми стана јасно дека тука нешто не е во ред. Потоа го следев кој ги објавувал тие книги, а ги објавувал Македонскиот научен институт од Софија, односно антимакедонскиот научен институт, затоа што се во него се бугаризира и е против македонското и македонскиот јазик и така натаму. А го раководи Љубомир Милетич. Од друга страна, Љубомир Милетич е еден од првите бугарски академици, председател на Бугарската академија, ректор на универзитетот. Значи, него го нарекуваат таму икона на бугарската наука и тоа беше нешто што мене ми падна сомнително со оглед на тоа дека во исто време тој има пишувано за сеќавањата на македонските војводи и таму му открив исто така недоследности, значи во текстовите на сеќавањата никаде не се спомнува, да речеме, конкретно беше за Лука Ѓеров војводата, негови сеќавања, никаде не спомнува нешто бугарско, а во насловот и поднасловите секаде бугарски комити, бугарско население, бугарска организација и така натаму. И сватив, а тоа редакторот го прави. Тоа новинарите ден денес го прават. Нема врска содржината со насловот. Важно наслов, затоа што најчесто насловот се чита и поднасловот. И сите поднаслови тенденциозно, премногу тенденциозно го нагласуваат тоа и веднаш сватив дека се работи исто така за политизација на едно дело кое претендира да биде корисно за науката. И кога ги споив тие две личности кои имаат недоследности, сватив дека тука се работи за некаква спогодба која е политичка, а не научна, а потоа излезе дека е и материјална спогодба, финансиска спогодба. Како и секогаш. Ми требаше уште цели 15 на години да дојдем до директните докази. Ние со Драган Јачевски прво се одлучивме да ги провериме писмата кои меѓу себе ги споделувале по архивите. За среќа сега со дигитализацијата на архивите ние доаѓаме многу полесно, значи што се вели од дома до тие сведоштва. Така што меѓу нив откривме и тоа ги најдовме во Русија, во еден архив, писмата каде што тука се објавени целосно и фототипно, за да секој се увери дека се договарале, нему му е ветено, иако докторирал на македонски дијалекти, вториот том требал исто да се нарекува очерки, односно есеи за македонската диалектологија. Тој полека со големи ветувања за пари, за да биде и академик, и ги добил и парите и станал академик, но не му ги објавиле животното дело, која е на некој начин вовед, се вели вовед во словенските јазици, каде што го спомнувал и македонски. Така што тоа не им одговорало на бугарите и на академијата, го воделе што се вели жеден преку вода, но успеале од него, иако било стално критично тој за македонството, се гордел затоа што докторирал на тоа, дека сватил дека дијалектите се посебни, различни од овие што се во Бугарија, Србија и така натаму. И со објавувањето на овие, и анализата која направивме, и потоа од студентот и оној што го наследил Селичев, Бернштейн, има зигзаги памјати. Тоа е еден дневник во кој ги кажува работите реално, а поскумно се објавени, и во кој јасно се гледа дека
бугарите исто така, и тој знал како негов студент, после асистент, дека го манипулирале и успеале некако да го натераат Селичев на таа една непристојна сделка, која сепак на крајот, кога веќе институтот најмногу се финансирал од организацијата на Михајлов, Так. Ланчо, и кога снемало пари 34-35-та ја нема организацијата, што се вели во една реклама кај нас, нема, како беше фискална, нема бизнис, како беше, да. нема. Така и тука, нема пари, нема бизнис, прекинува неговата соработка со институтот и повторно се враќа, иако и таму поминува многу тешко во Советскиот сојуз, во немилост, се враќа на старата идеја и му дава на некој начин на својот асистент да проложи по македонистиката, така што Бернштейн е веќе автор на познатата одредница за македонскиот јазик во енциклопедијата на словенските јазици 1938 година. Значи пред создавањето на современата македонска држава, веќе јазикот влегол во големата енциклопедија советска. И тука на некој начин заокружуваме со оние. И беше интересна соработката со професорот Номачи од Јапонија, кој исто така паралелно истражувал на тоа. И јас како архивист и како историчар наблегов и дознав за неговите истражувања за Бернштейн, но не знал за Селичев. Но и тој ме следел мене, така што ме изненади јапонскиот славист, кој големо име, ми се појави во канцеларијата во Државниот архив, се запознавме, му ја предадов книгата за македонците, првиот том, и продолживме со соработка, така што тој е специализиран на македонските дијалекти во Егејска Македонија, и тоа кога се создавале литературни дела, што е многу тешко да се добијат, многу се ретки, но се надевам дека ќе му помогнам колку што можам во таа насока. Ете, тоа е отприлика. Во кратки црти една голема статива, што би рекле, на бугарските служби и оние шовинисти, затоа што резултатот е многу интересен на крај она што го кажа со Бернштейн, дека на крајот излегува повторно на видели на сето она што не требало, што не сакале да го направат. Во книгата има генеза на како Бугарската академија и држава ја злоупотребувала таа книга во светот, за да докаже дека најголемиот славист во светот кажува дека македонските дијалекти се всушност бугарски дијалекти, и во последното издание на Бугарската академија од 2020 година ја дале насловната страница од книгата како еден од најголемите докази за тоа. И сега тоа навистина им паѓа во вода, затоа што тука се направивме напор секоја страница од сите писма што ги најдовме да се објават, и како полека го крши Милетич и успева да дојде до тој продукт кој требал да се вика македонски дијалекти, а завршил како полук и неговото бугарско население. На задната корица на таа книга ја има очерки по македонској дијалект, првата негова книга. Потоа има детал од писмото каде што му велиете со црвено. Јас би препорачал сепак да се нарекува бугарски македонци, македонски бугари и така натаму. И на крајот долу е Полок и неговото бугарско население како конечен наслов, а оној што алтернативно сакал да го искористи, му го наметнал, вика, ова вашето нека биде поднаслов, каде што не се спомнува ништо бугарско. Така што мислам дека веќе е дегутантно со оглед на тоа дека оваа книга веќе е испратена на сите славистички центри во институти и факултети во светот, вклучувајќи го, и да се заблагодарам во оваа прилика на колегите од Институтот Крстен Мисирков, кои учествуваа во голем број на Светскиот славистички конгрес во Париз минатата година, и сите
добија по 2-3 книги за да поделат на сите светски познати научници за да се запознаат со ова што се случи, ова демистификација на мистификацијата, како што. Како реагира бугарите на ова браница? Тие реагираат со апсолутен молк до сега. Да. Значи, тука се писмата, за среќа Милетич имал прекрасен ракопис, па многу лесно се препознава, се чита, за славистите тоа не е никаков проблем, но тука бидејќи имаме на една страна неговиот ракопис, на друга преводот на македонски, секој ќе може лесно да препознае како течела тој процес на мистификација, односно лажен конструкт. Како што ми кажа ти во претходниот разговор и бугарската амбасада ја набавила набрзо оваа книга, имало голем интерес. После неколку дена, така што нивната реакција е молк. Затоа што најверојатно проценката не се исплати. Значи некогаш кога може да се напаѓа, меѓутоа таму каде што ќе проценат дека подобро да се молчи, молчат. Тоа е, видејќи таа наука нивна е поврзана, се што е во врска со Македонија е поврзана со службите. Да. И тие одат секогаш низ една таква еден филтер. Уште од времето на Тодор Живков се воспоставени тие работи, а најмногу од 21 март месечини, третиот пленум на Политбирото 1968 година, кога се одлучило, значи политички се одлучило, од овој момент нема македонци. И се дава задача на сите институции во Бугарија и оние кои се надвор од неа, и дури и на институциите соодветни во Варшавскиот пакт, да се заложат сите да го негираат македонскиот народ, постоењето негово, јазикот и така натаму. И сега кога се исто во Европската Унија, истото тоа го прават од нивните партньори, барат да добијат поддршка од нив токму преку негирањето на се што е македонско. Што е апсурд, што е недозволиво. Европа влегува, е заложник во една балканска игра на две балкански држави и учествува и директно и индиректно во едно големо злосторство по мене. Значи, а тоа е поддржување на негирањето на македонскиот идентитет. И тоа е непоимливо затоа што, и особено, затоа што имаат и малцинства македонски во нивните две држави, значи бугарци и во Бугарија, тоа да се негира. И тоа го прават на таков начин што, како што успеале со Селишев, сакаат и со нашиот народ и со нашата држава. Сами да подпишуваме откажување од себе си. Што е непоимливо. За жал имаат најдено и плодно тло кај една екипа која што е константно. Како што кажуваш и ти, по 160 години повторно имаат на кого да се потпрат во Македонија, за жал едни шалабајзери, да не ги наречам политички дилетанти. Токму тоа се случува и јас го презентирам во вториот том македонци. Тој континуитет, и кога вака човек ќе ги изанализира, се разбира се низ документи, се низ сведоштва, се доаѓа до истиот заклучок, дека има една силен континуитет на антимакедонизмот и тој во бранови се намалува, се зголемува и околу него, фактички и околу името македонско, па и јазикот, најмалку 3 окови имало, уште во самиот почеток. Тоа е Османлиското царство, потоа тоа се соседите, ново формираните држави и големите сили кои директно биле засегнати за Македонија. Така што вистински феномен е како овој народ успел да создаде држава со име за кое ниту една држава во светот не била спремна да се обнови. Само две држави во светот после 2000 години се појавуваат повторно, тоа е Израел и Македонија. Но Израел тоа го направи на сосема друг начин, со помош на најголемите светски сили
А Македонија тоа го направи, речиси, самена, со многу мал број на и во многу краток период на сојузници. Тоа беше само за време на Втората светска војна и таа шанса се искористи од една генерација која се изјасни дека ги продолжува традициите на претходните генерации на илинденците, на креснеците од македонското востание, на Самоил и така натаму. Тоа стои, нели, во документите и најасно. Така. Ја спомена втората книга, која што, нели, е твојата најнова книга, твојата најнова дел. Тоа е 18-та книга, но втор том од македонци. Така. Пред колку години го промовиравме и го издаде првото дело, се сеќам? Тоа беше крајот на декември 2021 година. Така, а мене ми се чини како вчера да беше некако брзо. А сепак помина 5 години. Па 4,5 нека бидат, ама речи ги. Така, да. Тоа е, за тие 5 години работев интензивно на вториот том, а сега работам и на третиот том. И овој том навистина е едно природно продолжение, но и двата тома можат посебно да се третираат. Так. Значи, ем се независни, ем се вклопуваат, дури и корицата подсетува на првиот том. Но првиот том имаше одличен успех, фантастично помина. Да, тоа беше нешто неверојатно. Народот кај мене се јавува постојано бара каде да го купат, нели, македонци, сведоштво за идентитетскиот им и јазикот, значи ова е вториот том, првиот помина фантастично. Не знам како ти и со изданијата и со сето тоа се снаоѓаш. Имаше побарувачка. Изданија и тоа е неверојатно. Книгата ја прегрнаа македонците од целиот свет. Но имав такво задоволство што ми се овозможи да ми помогнат многу луѓе без државата и да таа книга доживе во околу 3000 примероци да биде поделена на сите светски меридијани во институции, факултети, универзитетски библиотеки, најголемите светски библиотеки и така натаму, научници исто и огромен број на македонци дониравме, значи ова се е донација. Така. И дониравме голем број на книги во Албанија, во Егејскиот дел на Македонија, Пиринскиот дел на Македонија, меѓу македонците во Косово и во Србија, во Војводина, Качарево, Јабука, Панчево, Белград и така натаму. И тоа ми причинува огромно задоволство. Исто така оваа книга е преведена на англиски јазик и тоа издание исто така поделено из целиот свет и уште донирам од тоа издание на англиски јазик. Потоа се преведува на руски, преведена е на српски, латиница, за да може да ја читаат сите од поранешна Југославија. Таа исто така дигитално ќе ја објавам, да има бесплатно достап до неја, исто и на Амазонија има на англиски. Истото ќе биде и на руски јазик, значи и македонското издание сега може исто така е достапно бесплатно да се користи од било кој. И последното на 5 јазик е книгата, се надевам, веќе испечатена во Прага на чешки јазик и таму ќе имаме во мај месец ќе имаме промоција на Карловиот универзитет, што за мене огромна чест и задоволство да го доживеам и тоа во еден од најстарите и меѓу првите 100 универзитети во светот, благодарејќи на македонски патриоти од Чешка кои се таму цел живот, но никогаш не ја заборавиле татковината и својот народ, а токму овие два тома зборува за тие македонци кои се надвор од светот и секогаш гледат на било каков начин, макар на својот гроб на крајот од животот, да пишат дека се македонци, што е многу ретко и необично. Тоа. И тоа е нешто што треба да го почитуваме ние, да ни
дава патогас како понатаму треба да и ние да се однесуваме многу посериозно кон нас самите, затоа што само македонците, Вардарскиот дел на Македонија успеа да имаат своја татковина, се разбира таа е татковина на сите македонци во светот, но велам тоа е голем успех со оглед на тоа дека имаме некаде на 2000 народи, етноси кои живеат во светот, а само 200 држави да речеме. Значи една десетина од народите во светот имаат своја држава и нација. Така. Тука се во тој клуб, мал клуб се и македонците, што навистина треба секој од нас да го знае во секој момент дека имаме свој дом и дека мораме да се бориме за него да го сочуваме, затоа што ако не го сочуваме, веќе никој не ќе може да ни помогне. Така. Понатаму Да пире, ама може малку да придонесеме, не само да оставаме дека е пире и приказката. Така е. Да. И искуствата се фантастични, како што спомнате за се она што го доживеав со нашите сограѓани и македонци од целиот свет. Неверојатни изјави, неверојатни искуства со нив. Запознав такви луѓе кои тука не ги знаат во Македонија, а се светски имиња. Значи книгата ми ги донесе. Така. Запознав човек кој е запишан на златната табла во НАСА за, да речеме, преку неговиот татко, еден од конструкторите на роверот на Марс, Марко Пискачев, така. например. Запознав еден прекрасен пар од Вашингтон, кои со својата фирма даваат услуги директно на НАСА и на Боинг. Речеме, тука тоа е Стојко Трајков, потоа и неговата сопруга, кои ја преведоа книгата на англиски, финансира за да се преведе на англиски јазик, ја преведоа и писмата, ја преведоа да. и на кутије членови на Обединета македонска диаспора. Неверојатни луѓе, а тука, за жал, ако некој маж облече фустанче и се нашминка, тој е најприсутната личност во медиумите. Значи, за жал така да. Не ги познаваме оние луѓе кои даваат придонес во светскиот развој на науката и така, се е претворено во реалити шоу, една забава, само да не се мисли на себе си, како малите дечиња што ги лажеме со ова види врапче, за да голтне нешто што не сака. И ние, како нација, не смееме да дозволиме да голтаме нешто што не смееме да го голтаме. Тоа беше многу храбро, јас се сеќавам 21-та година, значи тоа се едни од најцрните, можеби најцрните времења за Македонија и македонците. Жал, да. Јас се сеќавам исто така дека првото издание беше буквално кажано од твојот джеп најмногу финансирано. Ај што го така, напиша, ги собра сите материјали, ги стокми и ти буквално својата заштеда ја даде. Имаше и неколку пријатели мои кои ми верува и кои колку можеше по 100 евра, по 50 евра, ама сето тоа мене ми беше драгоцено. Затоа што 5000 евра чинеше првото издание. Дури и печатницата тогаш, директорот на печатницата напредок тогаш, јас уште немав собрано, му најавив дека, не е мој бране, ова не е книга, ова е сосема друга работа, дај, ќе испечатиме, па кога ќе може ќе и така испадна. За многу кратко време исплатив после печатењето, значи половина им платив пред печатењето и после месец дена едноставно прегрнаа книгата сите родолюби, сите оние кои им значи нешто името македонци и Македонија и така што излезе на најневеројатно, ама јас верувам во тоа. Така, во време кога ја разнебитуваа Македонија оние политичките битанги. И мотивот беше тој. Јас се занимавав со други тематики, но кога видов дека ситуацијата станува страшна после 2017 година,
нели, потписот оној Така. за добро соседство, се решив да работам на ова и му кажав на професорот Миновски, фати голема епидемија и така натаму, немав контакти, само телефонски и на Zoom. И ми рече, Бране, само продолжи и немој да се грижиш ако има некакви пропусти или ако има некакви хронолошки дупки, сето тоа после ќе се надомести со новите истражувања. Но еден мора да го пробие тој мраз. Имено таа беше прва книга која се занимава интегрално со името македонци. До тогаш имавме многу изданија во кои името беше патем обработено, но немаше континуитет. Значи, имаме збирки на документи многу вредни за црквата, за јазикот, за името на Македонија, за македонците, така натаму. Меѓутоа немаше интегрална студија за македонците, затоа што тоа беше нападнато. И реков, сега, видиш, сум собирал 30 години за тоа, ама за своја душа, што се вели, морам тоа да го преточам во книга, така испадна една прекрасна книга која ете и ден денес се бара се уште по книжарниците. 5-6 изданија, не знам ни колку веќе, и пола од нив ги подарив на цел свет, пола од нив се рефинансираше книгата за да се печати понатаму, така што мислам дека ја исполни својата задача. Сега, со оглед на тоа дека доаѓаат млади генерации, можат и книгата бесплатно да дојдат до неа во електронско издание. Електронски пат. Така. Еве втората, односно вториот том, содржината, да не кажеш што поточно нешто. Содржината, значи, ако првиот том гласеше македонци милениумски сведоштва за идентитетското име, милениумски, тоа значи дека ги собрав на едно место она што можев јас, нели? Сведоштвата од пропаста на античката држава до создавањето на современата држава. Значи 2000 години, нели тие велат негаторите, пред 44-та не сте постоеле. Ајде да видиме дали не сме постоеле. Еве 2000 години. За античка Македонија нема што да зборуваме. Македонците се секаде признати во целиот свет и познати. Ајде да видиме што се случува по пропаста. Дали името го губи својот континуитет на овие простори до 44-та година. И така испадна 1000 сведоштва да ги презентирам, се разбира и со многу внатре статии и прашања кои ја дополнуваат македонската сознанијата на македонската историографија. А сега вториот том гласи Македонци сведоштва за идентитетското име и јазикот 1453-1944 година. Се разбира дека многу повеќе има сведоштва во последните 500 години отколку на нас. Тоа е за сите важи. За сите, логично, да. За сите прашања во историјата. И зошто 1453 година символично од тогаш не само што е падот нели на Цариград и Византија, туку многу поважно е што во истата година е создаден заводот за пропагандни активности во папската држава Свети Јероним и се започнува со кампања за ширење на католицизмот на Балканот, бидејќи ја нема Византија и другите средновековни држави кои негуваат православна вероисповест. Но тие испраќаат мисионери на Балканот, дел од тие луѓе ги прибираат кај нив, ги описменуваат, ги оспособуваат и така натаму, повторно да шират и тие пропаганда, да бидат и католици, меѓутоа, нивните сознанија на теренот се фантастични и за жал тотално запоставени од нашата наука. Но еве сега нема веќе оправдување за тоа, бидејќи со помош на дигитализацијата ние можеме
да дојдеме до документите, ако некогаш ни требало 3 месеци да истражуваме во некој архив и повторно се да не пронајдеме, сега имаме еден друг момент, дигитализацијата на документите и пристапот преку интернет до нив. Значи од дома не одам никаде, а влегувам во библиотеки, влегувам во архиви и така натаму. И имам една екипа на луѓе која тоа истото го прави и ми помага, значи од целиот свет луѓе кои навистина се многу вредни, вложуваат средства, пари и така натаму, само да излезе на површина вистината за Македонија и македонците. И оттаму произлезе овој пат покрај името македонци да го третирам и јазикот. Зошто? Испадна дека во овие изданија од 15 до крајот на 18 век нема век каде што нема некој издание кое не го споменува македонскиот јазик. Не словенскиот јазик од Македонија, не македоно-словенски, не словено-македонски, туку македонски јазик и го третира на токму на територијата која нас не е позната и плюс има докази материјални каде што, например, се бидејќи тоа била најмногу католичката продукција, тие најчесто ги цитираат македонците како се молеле на Бога. И сега, ако некој кажува дека во 1631 година, објавил книга, например, некој си Тазео Албонези или Анđели Рока, во која вели дека во словенски јазици спаѓаат македонски, бугарски, српски, руски и така натаму, и далматински, хрватски немал тоа, далматински, ама исто и од денешен хрватски, па потоа полски, чешки и така натаму, и сега прикажува пример како се молеле македонците. И таму вели, Боже, Боже мој, вечију оставиме, помилујме и така натаму, нешто што и нашите дечиња уникатно и не надвор од сите приказки за србите, бугарите и сите останали. Така. Да. Тоа е она што навистина е фасцинантно и условно кажано една нова фрлена ракавица за нашите филолози и лингвисти да се занимаваа сега со тоа прашање, да не го третираме само од 19 век, да видиме што значи тоа македонски јазик. Ако го сеќаваме, а тука имаме фототипни докази за тоа, да на некој начин попродлобочено и нашата држава конечно да вложи средства во истражување во Ватиканскиот архив, кој е океан за оваа работа. Она што бугарите одамна веќе го направиле, уште во комунизмот, вложуваат огромни пари, се препишуваат сите документи од Ватикан, ние тоа не го правиме. А тие таму кај што ги среќаваат македонците, се разбира, не го објавуваат тоа. Но еве сега вистинска прилика тоа да се направи. Исто така, например, треба нашата држава да вложи средства да една екипа од историчари и класичари, значи латинскиот јазик, старогрчкиот познавачи, некаде старословенскиот, да оди намешана екипа која ќе може брзо да ги преземе тие документи, некаде може електронски, може со договор со архивот, а некаде може со прво да се направи еден поголем увид и врз основа на тоа да се преземат тие документи електронски, за да и се овозможи на историската наука, па и филолошката наука, многу попродлабочено да се истражува. Еве последен пример кој дојдовме сега пред месец дена, а за кој не е во првиот том е спомнато, но сега излезе нешто многу поопштирно. Имено пред 5 години кога излезе првиот том, Гоце Дуртановски, мојот пријател, научник и професор по калиграфија во Западна Европа, вели, се сретнавме тука со маски, такво беше времето. Короната и вели,
гледај што пронајдов. Имено се работи за познатиот проглас на царот, австрискиот цар Леополд, тој бил цар на Светото Римско царство. Пола Европа била во таа Хабсбуршка, под таа Хабсбуршка монархија, и тие имаат едно писмо, заштитно писмо за македонскиот народ. По барање на двајца македонци, Марко Крајда од Кожани и Димитрија Јоѓи Поповиќ од Согун, за заштита на македонскиот народ во рамките на Хабсбуршката монархија. И тоа писмо било растурено и испечатено низ целата империја, за да кога ќе се сретнат административците на тоа царство, да ги третираат привилегирано македонците. Но тоа некако како висеше како инцидент некој, како нешто да е случајно, можеби и грешка. И ние цело време го споменуваме, но не бараме во него континуитет, не бараме во него предисторија и така натаму. За да Гоце Дуртановски ми покаже, ми отвори скенирано, ми вели, еве, ова е записникот од тоа. Каде што има и предзврцкување записничарот, нели, што пишувал, па нормално се поправил и така натаму. И бев восхитен, за да потоа пред некој месец во Штип на Универзитетот Гоце Делчев беше промовирана книгата на Џон Тодоровски и на Донски, Александар, каде што се ова писмо со записникот е објавено и уште други документи кои произлегле после тоа за заштитните писма кои се растурале низ цела територија на Хабсбуршката монархија. И слушајќи ги нив, во записникот се испостави дека тие биле капетани двајцата на австриската војска. Значи нема ништо случајно. А капетани не можеле да бидат на австриците, на германците, туку можеле само да бидат на доброволците, како што биле и србите. Доброволците од Македонија. Значи тие дале придонес. После пропаста на Карпошовото востание 1689 година, 1690 година се упатуваат голем број од северниот дел на Македонија, пред се тоа се Куманово, Крива Паланка, Кратово, Скопје и Тетово, ама и од цела Македонија има, кои се упатуваат со австриската војска на север, се повлекуваат, затоа што австриската војска има два проблеми. Првиот е после тој напредок, во позадина им објавила Франција војна, затоа што не било од интерес толку да се прошири Хабсбуршката монархија, а второ завладеала чума на теренот и така што тие биле принудени да се повлекуваат. И заедно со нив одат мноштво на македонци. И си велам, не може тие така да дошле кај царот. Тие мора да имаат одредени заслуги, но и да има некаков континуитет административен, документарен, кој за да дојдат до нив. И јас повторно се навратив на тоа и се сетив на една книга која ми беше подарена пред неколку години од мојот пријател Димитар Свирков, издадена пред 97 години, се однесува на историја на србите во Војводина до 1703 година, а издаден 1929 година. И јас ја побарав, имам посебен подрум, само библиотека, освен она што е горе во станот, и ја најдов книгата и кога дојдов до тие клучни години, што ќе видам таму? Веќе во тоа време тој професор доктор Алекса Ивиќ, кој бил студент на Јагич, например, на такви и речек и така натаму, значи познати големи авторитети во славистиката, па и македонисти на некој начин. Јагич од тука почнува и македонската теорија на потеклото на старословенските јазици, нели? И на Кирило-Методијовиот јазик. Па го испраќа Ватрослав Облак во 90-тите години, неговиот студент, па тој на терен докажува теоријата, ја потврдува на Јагич. И овој Алекса Ивиќ бил негов студент, 905-та докторирал и останал уште 5 години да истражува во архивите во Виена, и тој во детали објаснува
И таму ги наоѓам. Значи, нашата наука не отишла таму да ги види тие работи. Затоа препорачувам. Ти благодарам за во оваа емисија да го искористиме тоа. Писма во кои се појавува уште едно име македонско. Петар Камениски. Но таму вели патер на латински. Патер е поп. Најчесто ако е на латински напишано може да е католички. Но не мора да значи. Потоа почнав да истражувам зошто поп, затоа што сватив дека политиката на Хазбуршката монархија, не само што сватив, туку докажав, дека комуницирала преку свештенството до сите поробени народи. Тие им биле линкот, сега да кажам, така, модерно. Врската. Да. До обичниот народ. И не случајно, значи и пропагандата сега се поврзува на почетокот што зборувавме, и тоа го користи Хазбуршката монархија во 1660 година. И некој хорват во Сегедин ги најавува. Вика, попот Камениски, македонец, и македонецот Марко Крајда, капетан, сакаат да побарат заштитно писмо за македонскиот народ. Затоа што претходно добиле албанците и србите. Србите најмасовно се иселиле нагоре. Во 180.000, тоа е огромна бројка. И на чело со патриархот Арсений. И после добиле и бугарите. Сега, ако не биле свесни македонци, тие би се приклучиле или на бугарите или на србите и нема никаков проблем да има. Но, напротив, тие барале исклучиво заштита на македонскиот народ. И сега тоа писмо оди до еден генерал во Дебрецин, па тој генерал го препорачува на генералот ветерани кој бил до Скопје доле во тие битки со турците и ги познава и луѓето и познава многу работи за да докаже дека овие луѓе вреди да се препорачаат во кабинетот на царот. И тој дава гаранција за тоа. И потоа, еве, ова е ексклузивно во емисија во Етера за прв пат. Благодарам. Ги примаат во канцеларијата, но наеднаш доаѓа до промена. Камениски, кој не се спомнува во прогласот, отпаѓа, на негово место доаѓа Ѓорѓи, односно Димитрија Ѓорѓи Поповиќ од Македонски Солун, таму пишува. И ова исто Марко Крајда од Кожани во Македонија. Во записникот, оригинален. И вели, и сега си велам зошто дошло до промена. Па затоа што и тој бил капетан. За да даде царот заштитно писмо, тоа не било еднострано. Имало и контрауслуги. Да се разбереме, значи не е тоа затоа што само милост имал. Так. Не, затоа што со тоа ги мобилизирал македонците да се вклучат во борбата против Османлиската империја, да подигаат восстание, но да видат и во рамките на Хазбуршката монархија во незината војска, во австриската војска. И тие гарантирале, тие им ги провериле нивните патенти. Се е проверено прво и тие подпишале дека ќе соработуваат. И дека бараат во контрауслуга за македонскиот народ. Тоа е фантастичен еден документ. Која година е ова време? Ова е 1690. 1600, да. Така што ние имаме сега, да речеме, еден нов предизвик во науката, треба да се, еве, и за архивот, да речем, понатаму да побараме една соработка и преку амбасадата тука, австријска, да одиме, да ги провериме овие документи, да ги земеме и се што има врска со тоа, затоа што ако во тоа време, велиме во турско време, етничкото име го изгубило значењето и добило на значење верското само, таква била империјата, нели? Османлиската империја не признавала. Кога балканците одат во Хазбуршката монархија, веќе таму не можат со верското само да се идентификуваат. Туку мора и со територијалното. Меѓутоа, што покажува ова? Дека во територијалното
српско, македонско, бугарско, меѓу себе јасно се разликувале луѓето. Имаме доказ за тоа. Она што е исто интересно, што во еден документ во Дебрецин го спомнавме, вели овие вика што дојде од Македонија или се македонци или се грци. И јас се израдував многу затоа што е тоа прво сведоштво дека во Европа ги разликуваат македонците од грците. Дека името македонско не значи грчко. Ама вели овие бараат заштита на македонскиот народ. Значи фантастично нешто. Тие се документи кои за нас се непроценливи за континуитетот. И се надевам дека ќе дојдеме до трезат. Сега за самата содржина, ако имаме малку време, Да, повели. тука има многу нови прашања покрај литературата за македонците и македонскиот јазик од 15 до 18 век. Тука имаме и многу интересни, например, еден наслов е поврзан со проекциите за создавање на македонско кнежество во периодот од 1875 до 1879 за време на источната криза. Значи, кога е создадено бугарското кнежество, големите сили размислувале за создавање на македонско кнежество. И ова кај нас речи си е непознато. А најзасегнатите од нив се Австрија и Русија, затоа што имале амбиции да се симнат до Солун, територијално, преку своите влијанија. Отишле до таму тие преговори, што австриците одредиле гувернер за македонското кнежество, нивни генерал Хрват, затоа што го знаел јазикот. А русите го определиле еден од браќата Петковиќ од Велес да биде нивни гувернер. Не оставам деталите да ги прочитаат луѓето, но каде пропаднала работата? Тие не се договориле кој да биде гувернер, а тоа значи кој да има влијание. И рекле, добро, овие нека се формираат другите, а Македонија ќе ја оставиме за понатаму. Арно, ама понатаму се создаваат мали држави со големи апетити на Балканот, кои претендираат на останатиот дел од Европска Турција. И доаѓа до оние три окови што ги спомнавме на почетокот. Тука имаме и многу интересна македонска проекција. Се појавува Димитрија Робев, амбициозен, моќен трговец во Европа, кој лобира тој да биде кнез на тоа кнежество. Издава дури, ги пронедов пропагандни поштенски марки и ги имам дома во оригинал од тоа време, 1878 година, ги печател во Србија, преговарал со грофот Игнатиев, кој е директен создавач на кнежеството Бугарија. Значи во исто време, паралелно се случува со создавањето на бугарската, само што сме немале среќа. И проекција, например, од Американскиот колеж во Цариград. Во таа година предлагале да се формира македонско кнежество. Неверојатни работи. Потоа, за употребата на македонскиот јазик и борбата на македонците и на револуционерната организација одредени војводи за создавање на македонски јазик. Тоа што дури во нашата наука не се споменува. А од тука го има. И ги пронајдов врските на Мисирков со одредени војводи од организацијата. Некои војводи работеле против него, ама одредени војводи работеле со него за создавање и печатење на таа книга. И ги има деталите како се уапсени заедно во Софија, како по бели гачи ги однеле во затвор, и потоа кога ги пуштаат, им ја заробиле и ја уништиле печатницата, печатениот материјал. Во тоа учествува и Министерството за одбрана на Бугарија. Тоа се според бугарски сведочења, зборувам сега, но малку познати во нашата јавност. И како еден од нив оди во Прилеп и го издава списанието Шило, кој е на македонски народен говор со прилепски дијалект. Потоа тука се многу интересни, например, насловот, многу наслови има, немаме толку време, ама еве ќе издвојам некој.
службената употреба на јазикот, во јавна употреба на македонскиот јазик во Соединетите Американски држави и Канада од крајот на 19 век до 1944 година. Што значи тоа? Во институциите се употребувал македонскиот јазик. Во судовите, во полиција, во бироата за емиграција, имало луѓе кои биле освоsobени и биле преведувачи од англиски на македонски и обратно. И тие учествувале во сите тие процеси. И секаде стои македонски јазик. Имало приватни бироа кои се рекламирале дека преведуваат и на македонски јазик. И сите тие сведоштва ги има овде и фототипно, за да секој може и лично да прочита и да се увери во тоа. Значи, иако не бил тоа меѓународно ниту кодифициран јазик, тој веќе од 1899 година, колку што најдов најрано, тој веќе се употребувал. Се извинувам. И во црквите. Значи, во црквите, протестантските цркви, например, има реклами на каде се повикуваат верниците во весниците и се вели дека ќе се служи на македонски јазик. Така. Зарем тоа не е фасцинантно? А тоа воопшто не е чепнато од нашата наука. Ништо. Се овие нови работи, нови сознанија, да не зборувам, да речеме, за насловот каде што во првите години после Илинденското востание се употребува за тоа востание македонско востание или големото македонско востание, затоа што едно востание во 1878 имало и сега ова големото македонско востание го нарекувале. Потоа еден наслов за улогата на Бугарија за време на Илинденското востание, каде што потпишале договор со османлиите да не им дозволуваат на македонските комити да префрлаат границата, да преминуваат преку граница, и имало судири, вооружени судири од бугарската војска и граничари со македонските комити. Так. Потоа има дека е тоа влезено во службен весник на Бугарија. Има фототипно. Има благодарност на султанот за соработката против македонците. И не е тоа случајно, затоа што Русија го барала тоа од Бугарија. И тие тоа го спроведувале. Така што не можеме ние така да ги гледаме работите и не смееме да дозволиме да и секој како поединец кога оди негде да му се држи некаква лекција од соседите. Кој сме и што сме? Каде може да ја најдат? Книгата сега ја има во Матица. Да. И може да ми се обратат и мене по карго, така што тоа се формите, ама ќе преговарам сега и со други книжарници, така што наскоро ќе оди се преку книжарниците. Така. Работиш значи и на третиот том? Третиот том го нареков повторно Македонци, трнливиот пат до нацијата. Во тој том ќе ги прикажам сите пречки низ кои морало да се помине. Таму е оној четврт оков, а тоа се внатрешните, кои преку пропагандите ја прифатале туѓата национална свест. Па брат со брат се спречувале, дури се убивале, тоа е македонската трагедија. Но со тоа треба да се соочиме и кога ќе погледнеме на проблемот во лице, тогаш може да го решаваме. А да го ставаме под тепих не може. Нема, тоа ќе излезе се. И тука ќе се обидам да дадам една појасна слика, да дадам еден прилог за тоа како тој трнлив пат е поминат, но и некои грешки кои сме ги имале, може би свесни или несвесни во
нашата историографија и за нив ќе проговорам тука, за да се ослободиме од тие непотребни веќе некогаш се тоа мистификации, некогаш се тоа политички потези, во комунистичкиот период зборувам. Но и за оние кои работаат до ден денес, свесно или несвесно, мора да признам дека во науката најмногу се нафаќаат колегите таму кај што има проекти од странски проекти. Но тој што го плаќа проектот бара она што не му одговара, а не она што му е потребно македонскиот народ, македонската нација, на македонската држава. И ние треба тука да размислуваме за такви проекти, да ги мотивираме научниците да работат по одредени прашања кои се клучни за Македонија, македонскиот народ, а не она што им е потребно на станците, и тогаш ние се разводнуваме и ја немаме онаа суштина за што сме создадени како наука, како струка, како сакат. Значи тоа е нешто што е неопходно да направиме некои промени во таа работа кон самите нас. Мислиш дека е создадено време и моментумот, бидејќи 7 години малку се луташе, ти беше еден од ретките луѓе кои што стоеше на браникот на приказката. Да, немам дилеми тука. Да. Вистината ми беше само сојузник. И сведоштвата. И за некого тоа изгледаше многу храбро. А јас некако го доживеав подруго, дека ако како историчар, нели, ама и секој од нас знае, ако сме воено нападнати, треба да се ангажираат воени институции, полициски и други. Ако сме нападнати од вирус, треба здравствените институции, но ако сме нападнати по идентитетските прашања, треба историчарите, тука не можат, јас не можам, или знаеш, јас тоа не ме интересира таа тема, и така натаму, или филолозите, тогаш не треба никој да ни каже дали треба или не треба. Затоа што ние за тоа сме создадени. Ние не можеме за пандемијата ништо да направиме како историчари, но по овие прашања и како може да правиме нешто. Така што јас би рекол, нам не ни треба храброст, дрскост, безобраност, нас ни треба едно длабоко проучување и проникнување во вистината. А кога тоа ќе излезе на површина, тогаш одредени луѓе ќе речат леле храбаре, или леле безобразен или дрзок да го каже тоа. Но всушност секогаш ако човек се труди, иако не значи дека овде нема грешки, ама тоа може да биде несвесни, несовесни или можеби недоистражени и така натаму, но нема намерни, тенденциозни грешки, нема, тогаш силата е во тоа. И затоа науката не признава граници како и уметноста. Тие не признаваат граници. Јас, како што колегата Номачи од Јапонија, не може никој да сопре да го истражува македонскиот јазик. Ниту пак јас да се занимавам сега со некое племе во Африка. Не признава науката граници. А камоли за нас кои треба на некој начин припаѓаме на овој народ да не го правиме тоа. Зошто да не ни замерат комшиите, да не ни замери овој, а кај нас тоа се случува, затоа што во службите, да речеме, во Бугарија има тоа, кога ќе се појави некој млад историчар, го следат, па ако напише нешто по националното, веднаш гледаат да го нападнат преку медиуми, преку... Мојата прва книга... Во корен го сеча, да. Мојата прва книга пред 30 години издадена, Српската и бугарската црковна училишна пропаганда, беше веднаш проследена на 11 страници во списанието на Македонскиот научен институт, на 11 страници, и јас тогаш неискусен една горчина во душава почувствував и брзо сватив дека тие фактички сакаат
да ги предомислат историчарите да не пишуваат на тие теми. Не си сваќал дека си на вистинскиот пат. Да. Схрабровуваат. Со тоа што реагираат, да. И после ќе видите дека одредени историчари се занимаваат со други прашања, тоа многу не сакаат да бенигни за да не бидат напаѓани. Да, не бидат напаѓани, ама линија на помал отпор се вика, да. Науката не носи резултати и ние треба да бидеме само блиску до вистината, со љубов голема и многу работа, посветеност да дојдеме до тоа. Сега морам да кажам дека и покрај тие многу навреди, закани, не знам што е така натаму, сепак има многу луѓе во Бугарија, во Србија, има и многу научници кои го почитуваат тоа, кои почитуваат вистина. И се појавуваат од време на време, затоа што не им даваат ни медиумски простор на таквите научници да се изјаснат. Вие знаете подобро, по медиумите ги следите, кој ќе каже храбро дека не е тоа така како што зборувате за македонците и така натаму. Но има доблесни луѓе и додека има такви доблесни луѓе кои ја почитуваат вистината и науката, мислам дека има надеж и за човештвото. Ти благодарам што беше мој гостин и те очекувам со третиот том. Повелете на 14 април во Музеот на македонската борба во 19 часот и на сите ваши гледачи ги поканувам на промоција на ова книга Македонски сведоштва за идентитетското име и јазикот. Промотори ќе бидат Стојко Стојков, Михајло Миновски и Никола Жежов, колегите кои многу ги почитувам. Ти благодарам, имајќи предвид дека го имам првиот том, можам јас да ја препорачам топло на гледачите. Ми беше искрено огромна чест што беше мој гост. Благодарам многу. Ти благодарам. Благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави, имајќи предвид што се случува околу нас, чувајте се многу.